Добар ден, драги ученици. Јас сум Жаклина Ристовска, одделенски наставник од Основно училиште Браќа Володиновци, аеродром од Скопје. Денеска ќе се запознаете со транслацијата како движење по права линија. Што ќе научиш? Ќе научиш да ја разбираш транслацијата како движење, поместување по права линија. Еве вака. Значи, еве координатен систем, имаме нацртано еден квадрат и да видиме како се поместува по права линија и што се добива. Значи, при поместување по права линија се добива складна фигура, истиот квадрат, како слика на оригиналот. Може да се поместува нагоре, надолу, надесно, налево, но секогаш по права линија. Ќе одредиш каде ќе бидат многоаголниците после извршената транслација, ќе даваш објаснување за сликите добиени со транслација, ќе читаш и внесуваш координати во првиот квадрант, но и во другите квадранти, и ќе одредиш координати на многоаголниците по транслација. Поими кои ги знаете, тоа се користи што е координата, координатна мрежа, координатен почеток. Еве се посетиме. Координатен почеток, позадина координатна мрежа, координати на самата форма. X координата, тоа е хоризонталната права во координатниот систем, која се нарекува X координата или X оска. И вертикалната права, која се нарекува Y оска или Y координата. По име кој ќе се запознаеш, што е транслација. Транслација е движење, поместување или лизгање. Seедно кој збор ќе го употребиш, значењето е исто, но е ова важно. На една форма по замислена права, без ротирање или промена на неговата форма или големина. Од транслација е изведен глаголот транслатира, што значи се движи, поместува или лизга. Формата по права линија за одреден број единици од лево кон десно, од десно кон лево, нагоре или надолу. Позиција. Позиција или место на форма во координатен систем. Овде имаме една транслација која е од секојдневниот живот. Значи, ова е плочки во еден ходник, каде што оваа форма на квадрат треба да се преслика на ова место. Како е тоа направено? Направено е што крајните точки се поместени за 3 единици надолу и 3 единици нагоре. Транслацијата во секојдневниот живот ја има многу примери. Токму поради тоа, значи од такви практични потреби се изучува во математиката. Ебе да видиме неколку овде примери. Значи, прозорите кога се местат, треба да бидат во права линија и на одредено растојание. Еве транслатирани прозори, да речеме. Кабинетите на жичарницата. Значи, оваа кабина се поместува по права линија од ова место кон ова место. При местењето на рачки на една комода, че мора да биде на исто растојание и по права линија. Кога се лизгаме, тогаш доживуваме транслација. Твоето тело се придвижува за одредено растојание колку што е долга лизгалката. При тоа, ние не ја менуваме ниту својата големина, ниту форма или лик. Значи, ние доживуваме транслација. Да видиме еден практичен пример на транслација. Имаме форма на слика, имаме слика во форма на правоаголник, која треба да ја поместиме надесно. Еве, значи, конкретно како се врши таа транслација, како се врши тоа лизгање. Тоа е, значи, транслација лизгање, поместување, надесно, налево,
горе или долу. Ајде да видиме една задача. Нацртај многоаголник ADCB во првиот квадрант, значи во овој, и транслатирај го за 3 единици на десно. Може да нацрташ и да одбереш сам било на кое место во првиот квадрант, да го нацрташ и да ги одбележиш координатите. Од кој ќе го направите тоа? Вршиме транслација. На што всушност ние вршиме? Ние вршиме транслација на крајните точки на формата. Ајде да видиме прво точката Б. За 3 единици на десно. 1, 2, 3. Добивме точката Б' со координати 4 на x-оската и 3 на y-оската. Да видиме точката А. 1, 2, 3. Со координати А', со координати 3, 2. Внимавајте како ги читам новодобиените координати. Д, 1, значи еве го Д и почнувам 1, 2, 3. И координатите 4 на x-оската и 1 на y-оската. И на крај С' со координати 5, 2. Што правите потоа? Потоа едноставно сврзете ги точките и ќе ја добиете истата форма. Нормално тоа ќе го направите со линијар, некако јас овде со слободна рака, и ќе добиете истата форма. Еве како е извршена транслацијата. Новодобиените точки се читаат С', Б' и се одбележуваат на самото место координатите. Ајде видиме уште една задача. Малку посложени барања. Треба да нацрташ триаголник МТР во првиот квадрант, овде, и да го транслатираш прво за 3 единици надолу, а потоа за 2 единици налево. Означи ги координатите на двата триаголника. Што ќе добиеме, ќе видиме. Еве како тоа ќе изгледа. Значи прво одиме 3 единици надолу, 1, 2, 3, а потоа 2 единици налево, 1, 2. И го добивме триаголникот М', Т' и R' со координати М' 1 на x-оската и минус 2 на y-оската, Т' на со координати 3 на x-оската и минус 2 на y-оската и точката R' со координати 2 на x-оската и 0 на y-оската. Се надевам дека научивте и ја разбравте што е транслација. Сега е убаво да ги решите овие две задачи, што ви се веќе решени, да го вратите видеото назад, да си проверите, а потоа може да сами да составите безброј вакви задачи и да вршите транслација. Потоа размислете или погледајте околу вас каде ще има направено или некаде има транслација во практиката. Значи, како што кажав, транслацијата во математиката да се учи поради практични причини. Ви благодарам на вниманието.